Здраво на сите и добре дојдовте во новата епизода на Шорткат, нашите вести за млади. Јас сум Нина, ова се најважните настани од изминатата недела. Можност младите ентузијасти да научат визуализација на податоци, да патуваат во сад и да учат од најдобрите. Ова е дел од обуката организирана од Метаморфозис и Меѓународниот центар за новинари, а конкурсот на кој може да се пријават млади студенти, новинари, членови на граѓанскиот сектор и активисти е отворен до 30 ноември. Предавач на обуката за новинарство базирано на податоци и визуализации на податоци ќе биде Дерек Вилис, предавач на факултетот по новинарство Филип Мирил од Мирленд САД и новинари од агенцијата Мета. Станува збор за првата работилница од вкупно 3 што ќе следат во наредниот период, на кој ќе бидат и опфатени темите за проверка на факти и превентивно разоткривање на дезинформациите. Првата работилница ќе се одржи во Скопје од 14 до 16 декември. 6 учесници ќе имаат можност да бидат практиканти во медиумите на Фондацијата Метаморфозис, Порталп, Мета и Вистиномер. Тројца од практикантите пак ќе имаат можност да бидат дел од студиска посета на САД. Прогласувањето на Шар планина за национален парк не ги запре несовесните граѓани да фрлаат отпад насекаде во природата. И додека институциите не го третираат сериозно овој проблем, граѓанското општество бара да се подигне свеста на граѓаните и да се зголеми институционалниот одговор. Повеќе за еколошкиот криминал во Шар планина ќе дознаете во следниот прилог. Несоодветното управување со комуналниот и градежниот отпад во селата од 7 општини лоцирани во близина и во границите на Националниот парк Шарпланина е една од причините зошто граѓаните својот отпад го фрлаат насекаде и на тој начин ја загадуваат планината и создаваат диви депонии. Ова не е единствениот начин на загадување. Граѓаните кои ја користат Шарпланина како место за излети, планински прошетки или разни планински активности, често својот отпад го фрлаат во природа и така тие отпадоци остануваат таму, а понекогаш се чистат со доброволни иницијативи од љубителите на природата. Шарпланина ќе го изгуби значењето и главната цел како заштитено подрачје. Вака вели Метин Муареми од иницијативата Пријатели на Шара, кој додава дека доколку ваквото загадување продолжи, Шарпланина нема да ја има улогата на заштитено подрачје за која тие како иницијатива се борат уште од 2015 година. Тој нагласи дека негативните ефекти се големи и по здравјето и по природата. Проблем kryesor, pra mund të them një ndër problemet më të identifikuara nga fillimi është kryesisht pjesa e parë është ndërgjegjësimi i popullatës. Pra nga kjo fillon gjithçka, pasi nëse dikush hudh apo nëse dikush hudh apo ndonjë kompani hudh apo ndonjë institucion po ashtu nuk e bën punën e vet, ai i cili duhet ta bëjë punën e parë, i cili duhet të reagojë është qytetari, mund të themi qytetari i thjesht. Од Националниот парк Шарпланина потенцираат дека се додека општините не ги вклучат планинските села во системот за собирање отпад, тие не можат да казнуваат, бидејќи луѓето на вистина немаат како да го менаџираат отпадот. Тие потенцираат дека преку склучување на договори за соработка се трудат да ги активираат повеќе општините за спроведување на нивните законски обврски. Што се однесува до загадувањето на Шарпланина, од Министерството за животна средина и од Државниот инспекторат за животна средина велат дека надлежни се општините и општинските инспекторати. Но општините во чии рамки се наоѓа Националниот парк имаат различни оправдувања. Од 7 општини само општина Теарце од 2019 година наваму има изречено 4 казни за физички лица во паричен износ од 50 до 150 евра. Општина Маврово и Ростуше нема инспектор за животна средина, а од Гостивар и Врапчиште изјавија дека немаат изречено казни бидејќи нема пријави. Другите општини не одговорија на нашите прашања. Во меѓувреме од Националниот парк Шарпланина велат дека немаат конкретна соработка со инспекторатите за животна средина и дека немаат информации дали во последните 2 години некој е санкциониран. И покрај тоа што загаденоста е голема, во секторот за внатрешни работи Тетово од 2019 година наваму не е пријавен ниту еден случај на загадување на Шарпланина. Пријателите на Шара оценуваат дека институциите прават многу малку за решавање на овој проблем. Mendoj se bëjnë pak, edhe mendoj se duhet bëjnë më shumë,
дуке дитур edhe капацитетет e институционeve дику паси në çdo komunë inspektorat numri inspektorëve të cilët janë përgjegjës për menaxhimin, për monitorimin e këtyre rasteve është shumë i vogël. Kjo mendoj se vjen si rezultati mos bashkëpunimit, mund të themi, të gjitha komunave të cilat gjenden në rajonin e Pollogut. Според Муареми, решение за овој проблем е соработката на институциите и плановите да не останат само на хартија, туку да се спроведуваат во пракса, главно од општините, од Полошкиот регион, како и да се спроведе и едукација. Инаку, дел од Шарпланина по неколку децении чекање, во јуни 2021 година беше прогласен за национален парк. Одиме понатаму, и тоа со известување дека е објавен конкурсот за доделување студентски стипендии за оваа академска година. Рокот за аплицирање истекува на 15 ноември, а висината за сите стипендии изнесува 6050 денари, освен за студентите запишани на студентски програми по хемија, физика и математика, како и земјоделските, ветеринарните и шумарските науки, за кои изнесува 18000 денари. Инаку, студентите пријавија дека веб-сајтот на Министерството за образование и наука не бил достапен поради истечен безбедносен сертификат. МТМК го објави целиот конкурс на веб-страницата на новинската агенција. За стипендиите може да се аплицира на веб-страницата на услуги на МОН. Ново формираното Универзитетско студентско собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методи го избра новиот председател Александар Николовски. Тој е студент на постдипломски студии на програмата Монетарна економија, финансии и банкарство. Во интервју за МТМК тој најави дека главните заложби на неговиот мандат ќе вклучуваат воведување задолжителна практична настава, унапредување на дигитализацијата и конечно укинување на хартиените пријави, враќање на студентскиот медиум Авангарда, како и подобрување на мерката субвенциониран студентски оброк. Дојдовме до крајот и на оваа епизода на Шорткат. Благодарам за вниманието, пишете ни на Инстаграм и ТикТок ако имате некои сугестии или предлози и секако читајте рубриката ЦТРЛЗ на МТМК до наредниот четврток. Се гледаме следната недела во истото време. Поздрав!